Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска, мој гостин да биде Сотир Костов, поранешен јавен обвинител, писател, аналитичар. Добре дојде. Добре, најдош Љупчо. Сотир 9 години точно поминаа од најголемата местенка во македонската понова историја. Зборуваме за 27 април и она што се случуваше во собранието. Се сеќавам како да беше вчера, ние бевме единствените, како ТВ Алфа, кој што одеа доле, пишуваше се спречен пуч во Македонското собрание, се одвива пуч, тоа се случуваше. На нелегален начин се избираше председател на собранието. Последиците од сето тоа ги знаеме понатаму со таа влада што донесе во два наврата и се, но еве, гледано од дистанца од 9 години, што ни се случи на 27 април 2017 година? Первертирање на состојбите, правна, политичка, морална и професионално издајство. Луѓе кои треба да одговарат што направија нелегален избор на председател на собрание, што одржаа седница без закажување како што предвидува деловникот на собрание на Република Македонија и законите, и луѓе кои очигледно однапред беа договорени, мислам на СДСМ и ДУИ, да го направат тоа што го направија. Тоа се виде и по нивното однесување. Едниот лидер во собрание предизвика со неговото однесување на скалите, ако се сеќава што кажа, ако треба и во парк ќе држиме собрание, ние денеска ќе одржиме собрание, а другиот кукавица, невидена, политичка, секаква, Али Ахмети не дојде, бидејќи процениле дека животот ќе му биде загрозен. Седницата законски водена од Трајко Велјановски, затворена и закажана следна, водена до 18 часот 00, според деловникот, затворена и закажана друга седница, не сеќавам за утрешниот ден или како, тие направија упат. Прво би рекол во собранискиот систем, во действувањето на собранието. Кога ја правев мојата анализа 18 година, јануари и февруари месец, видов дека има 15 прекршувања на нелегално одржаната седница на собранието на Република Македонија, кога Талат Џафери е шведски избран за председател. Дека јас не зборувам напамет, дека јас зборувам врз база на факти, аргументи и докази кои секој пат ми биле алатки со кои сум се борел против неправда или не знам што све друго, непобиден е фактот, до ден денес не постои записник од таа седница. Никој не смогна храброст да го потпише, бидејќи работеше кај низ колку толку чувството дека ќе одат да одговарат, ќе бидат процесуирани, дали Фројд, дали не знам што проработи кај нив, никој пат, барем тој што ја водеше седницата, тие што броеа, не требаше тие да бројат, тие што дигаат две раци за да се гласа, требаат да потпишат. Значи, записничар, оверувачи на записник, двојца, ново избран председател, нека се потпишат. И ќе се видеше дека е тоа не легитимно што велат, грешно употребат, нелегално, противзаконски, противуставно. Сите членови сум ги наведувал, не сакам да се повторам, иако додека мрдам ќе зборувам за оваа работа, се додека правдата не се оправда. Значи, тоа ни се случи. Луѓето кои 70 на денови водеа по улиците и плоштадите на Македонија и пред институциите мирни, достоинствени протести. Без ниту еден единствен проблем. Ниту еден. На тие протести. Кои беа од мирни по мирни, од достоинствени по достоинствени, никој пат не сгрешија, еднаш ни уфрлија, ако се сеќаваш, тие паролите националистички, албански, ова, ама ги откривме, ги видовме, тоа отпосле се покажа дека се тоа оние уфарлените, некои си втора, трета дивизија на тврдокорни, не оние оригиналните,
или правичните. И луѓето кои сакаат да спречат такво издајство, да спречат таков упад прво во собранискиот систем, а бидејќи е повреда на устав и во уставниот систем. Испаднаа од уставобранители, за кои до ден денес тврдам дека е така, бидејќи јас еден од нив се чувствувам, и јас бев присутен таму и тој ден, само 4 дена отсуствував службено, одсутен од државата бев, на сите денови присуствував, од почеток до крај, тој мимоход, нема никој пат да го заборавам, пеење патриотски песни, пеење на химни на движењето, и учество на културни дејци, на уметници, на пејачи, на земјоделци, на моторџи. Дури Хан кога дојде, ако се сеќаваш, 20 на луѓе и повеќе се собра, значи немаше никаков проблем. Ова беше се провокацијата која што сите ја заборават. Сите се фатија за последицата на она што се случи, но последицата има причина. Причината беше провокацијата, знаеме од кого, пеењето на албанската химна, да не ја заборавиме, гласањето со 2 раце, со 4 раце, тоа чкорчето што запали, кршењето на деловникот. Иначе, Лјупчо, причината е нетрпеливоста да се дојде до власта. За да се направи тоа што се направи. Трајко Веленовски гениално ги имам сите записници. Значи, гениално ги водеше седниците. Види, во дебатата собраниска, неле, постои она, како се вика, филибастеринг. Има разни дискусии, одговлекувања, ама тоа е демократијата. Овие видоа дека не им оде според планот и се зборува дека кога се договориле, фатен е разговор меѓу Шекеринска и Груби, денеска се случува тоа, добро, нашиот не е овде, нашиот е овде, ние и без вас, дури, пази, што е многу чудно, дури велеле, ама да размислиме, треба ли да се прави ова? Не, ние одиме го правиме. Ете, тоа е таа лудата глава на Зоран Заев, а неговите соработници ги спроведуваат тие работи, и сега пази како почнува. Се случува 27 октомври. Од 27 октомври, добро, не ми ли настани тепачки ова, она насилие, не поддржувам ја до ден денес. До ноември, некои си 27, 8, 9, сите тие луѓе живеат и работат најнормално во своето секојдневие. Значи, како можеа за толку месеци да не се терористи и одеднаш извршители на кривичното дело, терористичко загрозување на уставниот систем и безбедноста на Република Македонија? Катастрофа! Какви се тие терористи? До ден денес никогаш не сватија, значи, Малкусу Мостар, инквизиторот, обвинителката Вилма и джелатот, судиката Кацарска, што значи општоопасно дејствие. Апсолутно немаше општоопасно дејствие. Имаше еден метеж, имаше една гужва и имаше едно пеење на патриотски песни, една веселба народна, се до појавата на качулките. Кога тие луѓе со качулки 4 до 5 ги избројав, се појавија, јас на мојата животна сопатничка реков, излегуваме, ова не е нарно. Горе не знаевме што се случило, отпосле чувме лоши работи, најмногу мислам за села, иначе, ако некој влезе со намера да ги тепа и претепува, ја ви тврдам, Лјупчо, дека ќе беа сите претепани, затоа што ги броевме луѓето, сепак ги беа горе качени. Иако грото од луѓето долу бевме. Ама немаше таква намера. Овие повлекоа, овие инструирани од забегани политички разузнавачки елити и удрете за да овие влезат во кафезот. Ете, тоа ни се случи, тоа е неголемиот срам со нас може, светски судски срам, ја го прогласив, и сега да не подсетувам на моите чуени 9 телопи, каде што објаснував дали е тоа кривично дело или не е, добив сатисфакција. Јавен обвинител на Република Македонија, отпосле да каже дека не е тоа кривично дело, не го сториле обвинетите. Председател на Република Македонија да каже, ама не Ѓорги Иванов, тој се изјасни.
Друг председател, Педаровски, во едно свој интервју кажа, па него изврши тоа кривично дело. Многу експерти да кажат дека, да не ги набројувам, дека тоа дело не е извршено, туку дека има 3-4 склоп од 3-4 дела, а тоа е учество во тепачка во толпа, тоа е напад на вид личности, тоа е нанесување на телесна повреда, тешка, лесна и така натаму, а не терористичко загрозување. Срам и арам да ми е на тие што го смислија, очигледно се тоа луѓето што беа нестрпливи да ја преземат власта, очигледно се тоа одметнатите кели на оние тајни служби. Ние после по митинзите гледавме типови од Ременски, од тие не следеа, не правеа, и очигледно тоа е договорено во мешовитата политичко-политичка лабораторија, еве ги експонентите. Прв излегува Шилегов и вели, ке има апсење за терористичко загрозување, тероризам. Втора излегува Шекеринска и вели, сега ќе следат, ова изјава како да ја подзаборавивме, ќе следат судење како во Нинберг. Судење како во Нинберг. И трет, ама можеби и главен идеолог, љДФ, Љубомир Данилов Фрчковски, вика, сега, за тоа ВМРО-вците, малку затвор, малку притвор, малку ќотек, после ќе се испостави века дека не се виновни, ќе бидат пуштени, ќе земат оштета и така натаму. И има една додавка, дали јетон ќе се вари, дали кој беше од албанците, вика, крв мора да падне сега. Тоа ја наелектризира атмосферата, влегува во авантура обвинители, суди и полицајци да прават од Македонија најтерористичка држава, поточно држава со најголем број на терористи, бидејќи во тој случај јас сум терорист. И јас бев долу, се сеќаваме на телевизија да те подсетам со крукчиње на мене и на животната ми партнерка ме апострофира, море пробува процедури, па не успеа, па успеа отказ ми дадоа после година и кусур од работа, море се обидува еден од синовите да ми затворат, мојата сопруга 5 години беше во фрижидер замрзната, не ја дава работа и така натаму. Сето тоа е местенка, сето на луѓе што ги поддржувавме. И многу криво ми паѓа, ама нема да го искористам денот за да напаѓам, многу криво ми паѓа кога денеска ќе видам лицемери се главни патриоти, ги немаше 17-та есента, ги немаше 18-та, ги немаше за референдумот, едни носеа мајци со ликови на Сајао и на ангелите, други удараа по институции со бои, трети извикуваа нема правда, нема мир, сега се во првите редови на патриотите. Знаеш на кој мислам? Да. Не мислам на политички субјекти, мислам на поединци од, во и околу шарената револуција, од студио не може да ги изведат од телевизиите. Се промениле и се луѓето. патриоти. И затоа да ти соопштам, ама да. мислам и порано сум ти кажал, јас веќе зборот патриот и патриотизам не го употребувам, јас не се сметам патриот, јас македонствувам. Ја и вечерва се обидувам со тебе да македонствувам, позајмувам збор од Гане Тодоровски и од Анте Поповски, и ја и за себе сум си напишал, таму в коментара, со задоцнување да отворам немалиот мислим Facebook, човек со бели коса и брада, влюбеник во сопруг, татко и дедо, со бела коса и брада, влюбени во Македонија и се што е македонско, и едноставно македонствувам. Ке македонствувам додека ме држи здравјето, ама до крај ке се борам оваа правда денеска што се обиде Јане Ченто, да ја нагласи со право, со факти, со нови докази, ние ги знаеме тие докази, нема да зборувам за нив за да не ги девалвирам, ама едно ќе кажам. Кога на Ченто сеньор од НОБ и АСНОМ му се судеше, тоа беше судење на АСНОМ. Кога на Ченто јуниор и сета група на тие што им се судеше се судеше на демократијата, се судеше на слободното здружување на граѓаните, се судеше на слободното изразување на несогласување со некои политики, и тоа е нешто најдолно, тоа е нешто дно на дното што може на еден систем,
на една држава и на една власт да и се случи. Тоа беше една показна вежба која што требаше да покаже еве што ќе ви се случи ако не дај Боже тогаш за нив за Заевци сте против промената на името. Не бадијала подоцна им текна и тоа затворањето што го споменати, нели? Не бадијала имаше такви судења во кои што се кочопереше она што ја спомена што отиде во Уставен суд. Јас што велам дека многу ја утнал работата кумот кај неа. Добрила, малку не ми оди целата приказка, но еве, денеска го дочекавме тој ден, а Ирлија ќе кажам, поднесувањето го спомена ти токму на кривичната пријава на Јане Чентов против Вилма Русковска со нови докази. Ајде да не се лажеме тоа што глумеа и Врховен прво, а потоа и апелација дека нема основи за обновување на делото, односно повторно судење. Ако некаде во некој си случај во светов, не во Македонија, има основи за тоа што не може сите и врапчињата надвор да знаат дека беше политичка местенка, реваншизам, за да се плашат граѓаните и да не дигаат джева, да не им го направат тоа што требаше да им го направиме, да излеземе на улици и да им речеме дали сте нормални, извинете вака што зборувам, што правите со името и со се, не држеа сите, нели, под страв, благодарение на овие браќа од 27 април и на политичарите кои што ги дрнкаше СЈО ваму таму, не Милене ово. Значи цело време сакаат да покажат ние сме си, тоа беше режим. Они ми зборуваат денеска за режим, претходно тоа што беше било режим, па тие 7 години тоа беше катастрофа, тоа беше. Па нападот е најдобра одбрана. Така. Ај вака. Ајде да за момент занемариме што мислам јас, што мислат сличните на мене, дали се аналитичари, експерти, кривични експерти и така натаму, професори по кривично право и така натаму. Ајде вака да резонираме. Ја имаме Грција и пресудата од Грција за учесници во овие настани, која да се вели, нема израчување, затоа што тоа е политички прогон. Таму, колку знам, во Грција нема Орбан. Орбан не живее во Грција. Ова намерно, иронично окажам. Така. Ја имаме Шведска. Кралскиот ли, уставниот суд ли, не знам кој. Доноса иста одлука, со иста констатација, двете пресуди ги имам јас. И таму не живее Орбан. Шведска, напредна демократија. Грција, ајде да речеме вака, така, иако двете членки на Европска унија. Ја имаме Унгарија, Маđарска, која ја многу цена, не е било. Унгарија, Маđарска не е Бугарија, не е Румунија и да не е спомнал. Може да затресат зелени. Тука бил Орбан. И тие се изјаснија, и тие дадоа статус на не на бегалец, туку на политички емигрант, да кажам, и така натаму. И сега имаме 3 суда, имаме 3 држави, сите, како по правило се членови на Европска унија, сите имаат свој уставен систем, правен систем, кажуваат едно, нашиве тоа го занемаруваат. Универзитетите ги заборави и во Америка, и во Шведска. Тоа е изучувањето. Ова е школски пример како не треба треба тоа да е брука. А тоа е брука, ама добро е нека се изучува. Сега има има уште. Да. Ја имаме амнестијата на претседателот Ѓорги Иванов, кој што сака нека зборе против неа. Јас ти упорно тврдам дека таков факт не може да биде од повик. И колку знам, судот од Страсбург се занимава со тој акт правен на претседателот. И затоа почитуваната Јанкуловска, Миле и други почнуваат веќе да ги добиват процесите пред судот во Страсбург од причина што се вели повреда на човековите права, демократијата и процесните одредби на правниот систем, поточно кривичното право во Република Македонија. Значи, ова се факти. Ова се аргументи. Значи, нешто вистинито. Не нешто сотир што кажува, не нешто сотир што толкува, уште повеќе не е тоа перцепција како што се вадеа со години, на некој си сотир, на некој си XY личности. Ова се многу сериозни институции
во Европа и во европското право, кои дале свој суд, а претходно наод и мислење за тоа што се случува во Македонија. И замисли си, после се, ние пак не можеме правда да истераме, види што ни направи апелација. Ова знаеш ли што е доказ? Семош ке ти изнена. Ова е доказ дека ова напаѓаново ВМРО ДПМН не се меша во судството. Ако ВМРО, ние го знаеме ВМРО ДПМН, ако знае да биде агресивно, не физички, него така правно-политички. Па немаше да го дозволи ова. Ова власт, сакајќи да не личи на претходната власт, не се меша таму кај што не е местото, види што се случува во период кога бараме нова парадигма јавно-обвинителска, нова парадигма судска, кога бараме реформи, нов начин на однесување и уважување на принципите како на судството, така на јавната обвинителство, да не ги повторувам, овде сум ги кажувал многу пати. Бангалорските се тие принципи на судење и пресудување. Види што ни се случува, па човече, ја вака, намерно нема да коментирам ова што денеска ја не го поднесе, за да не девалвирам, а шум запознае нешто. Ја друг факт ќе кажам, кој мислам дека не е во таа кривична пријава. Има исказ на адвокат, со право името нема да го кажа, кој кажува дека сведок во тој процес 4 пати ја менувал изјавата и последниот пат, последната измена ја направил во присуство на Вилма Русковска и двојца членови на странска разузнавачка служба. Ова, да колегите што ќе ме нападнат уште вечер или утре, да им кажам, не е издавање тајна меѓу адвокат и клиент, не. Ова е исказ на адвокат кој кажува што се случило. Нема тука исказ адвокатот да си го девалвира клиентот и да кажува, бидејќи тоа е со закон, и најголемите криминалци се заштитени со закон, кога ќе разговара со адвокатот, тоа останува тајна. Не, ова е перцепција, поточно реалност. Истражував, тоа се случило. Еве за овие судије во апелација нов доказ. Нека ме повикат, јас таму во обвинителството ќе го кажам и името на адвокатот и името на сведокот и ќе барам двојцата да бидат заштитени, затоа што не сакам да им наштетам. И нема нови докази. Најголем судски срам, срам јарам да им е. Тука завршувам за да не одам до седмо колено. Не сум така васпитан. Може би и треба, но знаеш, една работа многу е видлива од авион, од Марс, предпоставувам. Како може да не се обнови дело, односно да се даде ново за промена, правично судење, да не зборуваме, тоа право го нема овие луѓе, основното право на секој граѓанин. Се сеќаваш, но ние по 14 часа судења, рочишта што беа резил. Сега, после тоа, бидејќи ајде бидна што бидна, имавме еден, не беше тоа режим, хунта го нарекоа, нели, тоа е мал збор, но излезе истата таа Вилма Русковска, која што денеска доби кривично што и е малку, но таа самата кажа дека ова не е тероризам. Ако таа кажува дека ова не е тероризам, како може да... Така, да. А денес, знаеш што приметив? Ке заборавив, ти ме подсети. Денеска во соопштението на СДСМ Кузеска, не вели терористи или сторители на кривично дело, терористско загрозување и така натаму. Вика насилници. Едно е насилници, иако не се насилници, со мали исклучоци, а едно е насилници, друго е терористи. Сами признават, ете го Фројд и денеска проработи и на оние другите активисти не ги знам од СДСМ како се викаат од новата генерација. Наместо правда обиди за рехабилитација на насилниците. Како прво срамота е да го зборуваат после сето тоа што го направи. Јас мислев дека конечно ќе имаат доблест барем да премолчат, ај да не се скријат во некоја си дупка каде што треба некој да се скрие заради овој резил. Ова е најголемиот резил во македонската историја со судството. И оние 2% не се забадила, ова е причината. 27 април и судењата на ИСЈ. Овие две работи да се исчистат, кажа и премиерот денеска, за разлика од овие кои што повторно се држат за тоа како слепи за стап, предпоставувам за тоа што си ја знаат приказката колку се виновни, тој рече 2 црни петна мора да се расчистат во Македонија. Ова и СЈ и 27 април. И дека додека не расчистиме со овие работи, нема што
Не водиме ние напред, реално. Имаме проблем. Овие луѓе не ги заштитивме ние како држава. Ние сме државата, народот, нели? И ние имаме обврска да го поправиме тоа, државата. Па да, ја и чувствувам вина, да ти кажам. Исто така. Секој поединечно си чувствуваме вина. Да. Секој според она колку сме можели или не сме можеле, ама институциите се создадува услови сега. Атмосферата се менува. Од нас се очекуваат промени. Во контекст на тие промени и новите реформи, ние треба да ги исправиме грешките. Не гледам ништо лошо. Инаку, не сакам во друг насока да ти ја терам емисија, бидејќи ти си тој што водиш и успешно водиш. Ја да земам јас ја списокот да ти го кажувам. Они велат рехабилитација. Да ти кажем кои све рехабилитираа за 8 години. Да ти кажем кои криминалци, кои наркобосови, кои силувачи, и да не бројам натаму, мрско ми е да ги изговарам. Ама овој Накиеве, сега ова најново, во време, јас ја зборех за овие другите 7 години особи. Ама тоа е жално. Значи, сите можат да бидат помилувани, аболицирани. Абе, ајде да одиме со најубавата, под наводници, парадигма, Заев. 3 пати помилуван, сакаш аболиран. Да. Како Глобал сакаш... е првиот случај, потоа е пуч, па потоа е подкуп. Подкуп. Ево, виж како ги знаеш, напамет ги знаеш. Значи, сите во оваа држава можат да бидат на еден начин од државата, оно убавото лице на државата, рехабилитирани, само дечките од 27 април не. Знаеш колку наркодилери се аболицирани или помилувани или ово. Колку криминалци со досиеа. Ја на овие луѓе колку знам немат досиеа предходно. Честни луѓе. Луѓе загрижени за она што се случуваше во дадено време на дадено место. Ама еве како да има траен договор некој, како некој да се издоговориле и нема попуштање. Ја сум оптимист да ти кажам за крајниот исход. Во моментот сум многу разочаран ова што се случи во апелација. Ние повторно го активиравме СУМ, сите за унитарна Македонија. Ние повторно ќе го активираме комитетот кој се бавеше со случувањето 27 април и повторно ќе вадиме имиња кои не работат според законот. А мислам тука на судии и на обвинители. Нека ми простат. Нека ми простат. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме и за СЈО, ќе зборуваме и за Бугарија. Со нас е Сотир Костов, мораме да одиме со вкусиот блок реклами. Се враќаме веднаш, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Сотир Костов. Зборувавме за 27 април, за сето она што се случуваше, што не требаше да се случи потоа, но бидна што бидна. Една работа која што е најтажна во целата приказка и која што во чест на тоа некоја опозиција не смееше да го кажува тоа што го кажува, бидејќи тие имаат огромна вина во целата таа приказка. Луѓе почина во затвор, Сотир. Лјупчо, денеска не сакав да спомнам од респект кон нив и кон се што преживеа тие и нивните семејства, ама еве упатувам да се прочита статусот на Темелков Боне, ние си го викаме, Боби, од Торонто. Многу убава хронологија дава, како на настаните, така на сите обвинети во 3-4 случаеви, на сите починати и на сите онеправдани. Нема да сгреше секој македонец да прочита, ќе види дека една убава хронологија и знаеш зашто ова кажувам? Ради поединечната и колективната меморија. Нема да заборавиме. Ќе ги стигне правдата. Не од улицата, не од некој си што ќе протестираме или што ќе се бунтуваме или што ќе закануваме, од институциите. Мора да ги стигне правдата луѓето што сгрешија на сите овие што ги измачуваа по затворите, по притворите и затворите. А има и некои повисоки. Па да, има, во секој случај. Па кој што си сел, тоа ќе се жне на секаде, нели? Да. Но сепак убеден дека мора да се реши. Како што кажа, повторно ќе споменам, значи Небадијала и премиерот го кажува тоа, затоа верувам дека институциите повеќе ќе слушнат, мене можеби тебе не.
ама малку да ги слушнат и останатите, нели, високи функционери во државата, Фала тоа е Богу. гласот на народот сепак. Ма еве, јајци упатуваме на судови од 30 европски држави членки на Европска унија. Ние сме маргиналци во однос на тие институции. Нека проверат, нека видат какви се ставовите. И ја многу алудирам на нашиве експерти од кривично право. Ја колку знам само еден мрда дека тоа е така или овака. Сите други застануваат на становище дека во действието на сега ќе морам да кажам, во действието на извршување на сите овие наши браќа не се содржи битието на кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност. Точка. Се е кажано. Има други кривични дела. Ама за тие кривични дела не се даваат 17, 15, 13, 12, 11 и 10 години драконска казна затвор. Така, како што би рекла Вилма, која што претходно ја споменав, таа се демантираше, но не така. Значи, ова не било тероризам, било терористичко организирање или значи, пак ја замота работата. Не го кажа тоа како што Да не сите очекува да признае дека како ова е нема врска со насловено тоа кривичното дело, Да. само сменете насловот и казната. Ја го докажав тоа од кога во раце ми дојде белата книга од 2001 година и од кога ги видов со слики и со текст грозотиите што ни се случило, да ги спомнеме хашките случаеви. Да. Тие се третото петно, ако сакаш Е, да тоа знаеш. се терористи. Да Да не така. се лажеме. И кога проучував, кога го видов текстот на тероризам и на ова дело, гледам само заменето насловот и заменета казната. Насловот од тероризам во ова што го кажав, а казната 2 пати, 3 пати повисока. Така, од едната Реформаторот, да не ти го кажувам, сум го кажувал тука кој е. Професор докажам. И патриотите цел од живот е една реформатор страна. на кривичното право Да. во Република Македонија. Од едната страна се патриотите од 27 април, Да? уставобранителите, го направија тоа што го направи, имаше ситни деликти крвни така наречени, да, за тоа до сега 3 пати ќе беа излезени од затвор, како што некој лежи по година дена, тие лежат многу долго време. И тоа е нивната вина на неколкумина, толку. Другата страна ги имаме хашките случаи со тие. Да. Значи силувања, киднапирања, цртања и живувања. Грозомори. И тоа Нема да помина. издржам, иначе ја би ти дошол еден ден кога ќе ме поканиш да отвориме белата книга, направена е од полицијата Да. и е повлечена. Ја имам еден За пример. мир во куќа И за Ахмети и компанија. прво не смееме да објавиме слики. Значи тоа не е за објавување. Второ, да ти ги исчитам сите мртви. Да ти ги исчитам сите повредени. Да ти ги исчитам сите онеправдани. Што направивме ние на тие луѓе? Еднаш им доделивме оштета, втор пат им ја зедовме, мислам не ја и ти, држава. Ма ајде, каде да се завртиш о неправдувања? Каде луѓе што па сега тие не се терористи. Ево, Тие беа- од без ова го зборам. Тие застанаа на браникот на државата против терористи. Така. А испаднаа тие терористите борци за човекови права преку Како се ноќ. смени речникот од така ти тегнува Џорџ Како Робертсон не? еден ден, после доаѓа она што ја леле паѓа Тунесвес Кристијан Аманпур, борците за човекови права, одметнати, значи тај еви тебе ти го лицемерието, фингерајки. пресказ А го- кога беше ова во собранието, истите тие терористите, леле што се случи во македонското Прескад собрание. изборев за нашето Резим. домашно лицемерие, а сега зборуваш и ти и јас за европското лицемерие. Така. Па Светското. до кога? општо, да. До кога така се на уштрап на штета на нашите национални државни На интереси? македонеците, Ја секогаш. мислам, мораме еднаш брана да ставиме, да ја истакнеме македонската масада, тврдината, со јаки темели. Ја гледам, барем не сум слеп, ова власт го прави тоа и малку поодлучно да се бориме. Малку поодлучно да се бориме. И видиш што ни прават. Тој вас со симпатии, Вајс, за нас. Бореш, еве, денеска, слушам Ама друго за зборува. бугарски медиум, Го притиснале, зашија Да, ти тврдам. да. Во кулуарите се зборува дека има голема хајка против него и неговата група и има лобирање што е во ред, Минатиот пат ама што се има и случи. лицитирање. И истото се случи минатиот пат, кога излезе и ја кажа вистината, бугарите удрија по него Да. и тъп Ама се тоа беше сврте. така поблаго. Сега исто така дигна глас джева, бугарите Сега ни повторно држи удрија по него. лекции. Не знаеш, веќе сосема друго зборува. Да. Ете, од тоа ни ја патиме, не ги учиме лекциите Грција како не доби, не ги учиме лекциите сега у фаза сме на
губење со бугарите, ама оваа власт, значи, како беше ова? Без ама и без драма, не, со ама и драма нема да им дозволиме на бугарите. Затоа што 150 години се политичките хиени што сакат да ја впијат Македонија и македонците и ние преку ноќ да станеме Бугарија и бугари. Оно што се случува лицемерието пред 6 месеци нема ни толку, истата таа Марта Коска што меѓу другото е главна за евроинтеграциите, нели? Кажа дека сме шампиони меѓу земјите кандидати и се. За да сега, еве го, нели, известителот, дека не сме биле, затоа што мораше, предпоставам, да се оправда пред бугарите, затоа што кажа дека вториот протокол е катастрофа, дека не може вака, така, онака, сега не ги исполнуваат реформите, за да им го направи кефот. И знаеш, ке поминеме и преку тоа. Тоа го кажала Словенката, Кос, Австриецот, 20 тоа, но има еден друг проблем. Повторно, како и, нели, 150 години спомена и повеќе, се патиме од нешто внатре. Не постои ден, така, кога некој од внатре вика овие кои што го држат на македонското, сцево криво, викаат, отвораат непотребни фронтови, создаваат вештачки непријатели, фрази, научени така, од луѓе кои што ни го направија тоа што ни го направија пред колку години? Знаеме, значи сега ќе биде 8 години од Преспанскиот договор, кој што го потпишаа без никого да прашаат. 2 месеца беа на вас, го потпишаа бугарскиот оној за недобро соседство и непријателство што нашега го велат, кој што меѓу другото после како Франкенштейн беше додадено и францускиот предлог за да и рамка и предлог и се. Тие сега зборуваат за патриотизам. Ема кај сега? Ај тука ја да се бугарите се во право, македонците не се. Како? Пред да дојдам, вртам по телевизиите, Христо Узунов емисија, деновиве беше јубилеј, а патриотизам е кај Христо Узунов и сите слични борци за него, што животот, крвта, коцките ја дале за ова држава. Тој човек се борел до последниот здив и неговата дружина и рекле, последниот куршуми се за нас. За кој? За мајка Македонија. Тој човек напишал опоштено писмо за делото во организацијата, ги дал архивата на 3 жени, ама тој човек и напишал опроштено писмо на мајка му, каде кажал, и тоа е еден лик на син и на мајка, тоа е чудо, го нема во светот, и кажал, извини мајко, јас имам и друга мајка, и ја спомнувам Македонија. Па види сега, како бе ја покрај овој патриотизам да ти зборувам тебе за патриотизам што ни го искашка извалка Заев, по него Ковачевски, а гледам и Филипче не е подобар. Па нема, не го употребувам тој збор. Затоа што за мене тоа е светиња. Не, тој збор е прекрасен, не може да ме го извака. Не, сакам да ти кажам се, јас сум малку ироничен. Тие што глумат и изгледаат како слонови во пижами кога го прават. И ќе ми речат немало предавници, немало шпиуни, немало како бре. Од секој пат, од вајка, да има една прекрасна книга за карактерите на македонците. Таа книга треба секој македонец да ја прочита и после читањето на книгата да се погледне во огледало, да се најде во кој тип на карактер е. Све е кажано во таа книга. Значи, од секој пат имало предавници, се вели, на делото македонско, на организацијата ВМРО, на НОБ, на револуцијата, ама она до 44-та до 45-та година. Од секој пат тие предавници предавале на бугарите, на андартите, ако сакаш, на било кој, и затоа постои тој поим предавници. Немало предавници, ние сме биле лажни вакви, лажни, нека кажуваат приказки за мали деца, нека кажуваат. Нели те иритира оној наратив што доаѓа од Бихачка, настрана агресијата, настрана ароганцијата, но еве имаме еден многу загрижен Филипче, уште позагрижен Јон, презагрижен Жерновски, дури и таа Фани и таа Ана што ги мрази сите, многу се загрижени за македонскиот народ и за неговата благосостојба. Истата приказка која што се тераше 2016-та, 17-та, 18-та, особено за време на референдумот, тие повторно се презагрижени за македонскиот джеп, како граѓаните немале леп да јадат, не баре, овие што ги спомена Филипче, Јон, Жерновски компанија, еден го видовме со еден, не знам каков Мерцедес, другиот знаеме од каде, третиот од каде, имаат поим
како и дали македонскиот граѓанин крпи крај со крај. И сега, што е приказката, повторно, заради тоа што оваа влада не го прави тоа што треба да го прави, односно да ги внесе бугарите во уставот и да го прифати да го исполни целосно тој француски предлог, што ќе значи чкртање на Македонија. Чао, пријатно што би рекле. Ако не се случи тоа, ќе останете со празни џебови. Се сеќаш бесплатното здравство. Не знам што ќе сме правеле, како ќе чуда и врагови. Ѓоами ти беше НАТО не брани, ЕУ ќе не храни, тикви варени со расол, нити едното, нити другото. Едното си го плаќаме и си имаме војска, другото не заглавија. Тикви во расол, браво, така. Да ти изненадам нешто. Да. Синоќа заврши една кроки анализа за Филипче. Неговиот настап во последниот трилинг, настапот кај Цаци во Сител. Многу настапи има. Дозволи, нешто, кај Гоце на петка и 3 пресконференции негови. Так. Значи 6 настапи. За 6 дена. Љупчо. Не, повеќе се деновите. Се шегувам, ама такво нешто не се случи во македонска историја. Приметив, Да. реторички напреднал. Приметив има Па на толку неускладеност. вергвање, извини. Дозволи. Неускладеност на логосот со мимиките. Фацијалната експресија му е така, фацијалната катастрофална, експресија панична. и со гестакулацијата и бојата на гласот. Ко Катахјан шодан да ја... И сега што да. прави? Во сите 3 студија тој ги води диалозите, тој диктира и се научил финтата, да не кажам од кој мој колега ја зел аналитичар и тоа прекрасен аналитичар. Чекај уште едно прашање, ама чекај да завршам темата, ама чекај да ти кажам, а се едно исто вергла. Она што го ја кажувам, политичките негови флоскули за корупција, за криминал, а фактички тоа се однесува за нивните 7-8 години што беа на власт. Фројд доаѓање. Така. А знаеш што? Собствените Приметив проекции. дека Да. колку и да дале пари на тие србите, се е тоа пари во бунар. Не. Остави го, научи го човекот да зборува реално за состојбата што се случува во државата. Не можеш ти за 100 работи да ја напаѓаш власта. Фокусирај го за најбитно. Ја кога спремам млади лидери, ги фокусирам за најмногу 2, една главна работа и 2 споредни работи и ги едуцирам, ги обучувам, ги тренирам. Ово е све. Ово е почнат. Треба да си имаш експерти твои, едниот за економија, другиот за право, третиот за што и да е. Не може неврохирург да ми знае Катастрофа му се и тие економија и значи како тоа ги знае. И сега гледај. Одбрана ќе ми Сега ќе си дозволам нешто, Ево, ќе видам интеграција. дали ќе имам реакција негативна. Тројцата новинари, што те ги спомнав студијата, вака го гледат и не си веруваат. Не реагираа, коректни беа. И Трилингот, и Сител, и Петката, вака го гледат, не си веруваат. Не им дава да постават прашање. Ама чекам ше малку, ама уште ова да докажам. Темата е многу интересна. Ова, Зошто не доаѓа во Алфа? И пази она Кај мене има крилатицата. колеги прекрасни. Алфа, Па не одби директно. Да. Лажни И тие вести. се Ма не смее лидер таков глас да испушта. Не смее. Треба да е мал. Ја можам да си дозволам, јас сум поединец. Ја не сум ниту бирана, ниту избрана, ниту наименувана личност. Јас одговарам пред самиот себе, пред семејството мое и кога имам јавен настап, општо пред јавноста. Колку знам, не пцувам, ад хоминем не користам, знам да влегнам во вербална расправија, ама јас сум си за себе поединец. Тој е лидер на партија. Тој се бори за власт. Никад нема да освои со ваков стил на логос, реторика, на патос, емоции и особено етос. А нема, но не знаеш што е етика и морал. Треба нешто да признаеш. Ако 4 пати тој противник тебе те победил, 2 пати на локални, еднаш на председателски парламент, бивај малку достојанство, кажи, ќе ојачаме, ќе се подобриме, наследниот бокс меч политички ќе се видиме. Не бре, брате, они биле спремни сега да имало избори. Па знаеш што? Па сега да имат избори катастрофално ќе поминат Па како на никој кој се пат плаши да ти кажа. најмногу од тие избори? Ајде да не се Многу ми е лажем. криво. Па дури оној што го намести од Муртино нема да му прости 2 блаква еден по друг. Значи, една работа јас мислам. Чекај, за кој мислиш? Овој кај сте бе другари? Кај сте бе другари, тој доаѓам од тој филмот.
од тој филмот, мислам, нели нема врска, а филмот беше тој филмот за преспанскиот, напишан од наши двајца колеги, направени портпароли на влада и сите тие работи, може да замислиш. Кога го изгледам ќе дадам ја коментар за тој филм. Не би имал нерви да ја ги ценам филмот, јас сум стар филмаџија, додека не го изгледам филмот, јас нема да коментирам, ама им текна да пишуваат за тој настан срамен, да снимат филм, а за многу поголеми македонски работи некој не снима филмови. Таа работа малку е индикативна, да ти кажам, и сега очекувам филми за бугарскиот договор, да ти кажам. И треба да го направат и да земат пари повторно од некоја амбасада, секоја често. Гранче, тоа е гранче. Но еве, зборуваше за се тоа што ти е нелогично, фацијалната експресија, се што се случува кај еден човек, велиш се бори на власт. Дали можеби причината за целото тоа однесување, причината за 36 преса во 30 дена, каде што лидерот е секој втор ден, такво нешто немало, 27 години го работам. Не гори во државата, ама апсолутно, за да секој втор ден има пресконференција тој, а неговите портпаролчиња по 2-3 пресконференции по 10 соопштени. Тоа па тоа. Секој втор ден, еден ден е на пресконференција, другиот ден е на некој медиум. Не доаѓа ваф, знаеме сите зошто, може моите колеги нема да стојат така фрапирани што зборува човекот, па може некој ќе го прекине за промена, но велат дека сето тоа не е случајно, не се работи за враќање на власт. Знаат дека нема теоретски шанси следниве многу години да биде тоа, а велат дека за сето тоа, а има и логика како ќе поврзеш со фацијалната експресија, однесувањето, агресивноста, дека некој се бори за нешто друго. Се бори некој не мора за неговата, ама за слобода. И тоа не е она партизанското, нели, за слобода општо, туку за некоја лично. Тука се обидува да направат малку така, ајде да не кажам што со изјавата, двете изјави на премиерот. Премиерот си кажа што си кажа. А има ли зошто? Ништо посебно, не се замеша во системот полициско, обвинителски, судски, како премиер на влада. Ако ништо друго, верам, полицијата е во владата, тој има право да се залага за борба против сторители на коруптивни дела, криминал и организиран криминал, на носители на високи функции во институциите, минати и сегашни. Не гледам ја ништо спорно и лошо од премиерот, они покушаа мајтап да играат, ама знаеш како? Тоа смеење, ние велиме во Кочани, на носки им излезе. Ке видиш. Има многу причини, многу луѓе да бидат загрижени. Еве, замисли, ти си обичен граѓанин на оваа држава, а не си пратеник. Односно, може ке бидеш пратеник после тие избори кои што постојано ти ги споменуваш за да ишнеш мувата од капата, за да не ти ги направат, затоа што ако ти ги направат, знаеш што ќе следува. И сега ти си тој човек кој што знае дека може да се случи тој, тоаш нема да бидеш лидер на партија, председател, не може лидер води напред, овој води малку надолу, тоа не е лидер, сидро. Еве, како Пендаровски нека биде, но знаеш дека нема да бидеш председател на партија. Знаеш и една друга работа. Едно е да се соочиш со законот како пратеник, макар ако биде, а друга работа е како лидер на партија, председател, со сиот багаж на таа партија. Но при тоа ти си свесен дека тука дојде Артан Груби. Ти си свесен дека има еден Жан Митрев, ти си свесен дека има една модуларна стапица, ти си свесен дека има една онкологија, ти си свесен дека има корона вакцини, ти си свесен дека марихуана, домицилната му област, и марихуаната не ја забораве и повеќе за евизам. Не се, ама издаваше некој лиценци. Кога минувале правилниците, да. И оние непостоечките што тој вели хациенда, во нерези, джип од 130.000 евра, кој што некој го продал, ама не го земал или не, тука не заврши приказката. Значи, многу работи се. И сега, ти како обичен човек да ги имаш тие, а не како лидер на партија. Како би се чувствувал да ги имаш овие? Па, нелагодно. Не велам ништо, не преюдицирам нешто, но тоа се афери. Ќе ми биде тесно во чевлите и тесно во мојата кожа, да ти кажам. Ако те сватив добро што ме прашуваш. А ако ти дадат 5 друга поголеми кондори да носиш... Ако не ми е чиста совеста, ако не ми е чиста совеста, и ако сум направил бели за кој постои конкретна, индивидуална, но и институционална одговорност.
не би спиел мирно, да ти кажам. Преска препуштив, кога рече многу се секират за народот, немал што да јаде. Добро, ако е така, јас зошто на пазар, на зелено пазарче, јас среќавам почитуваната председателка Силјановска Гордана, а него не го среќавам, или не сум чул дека оди на пазар да го видиме со, ако е толку загрижен за народот. Нека се помеша, бе. Не во партијата, не во основните клетки оно. Нека излезе на зелен пазар, на било каде, во било кој град, да видиме што и како ќе се однесуваат луѓето со него, ама не на наместени работи. Ево, ја пред 2 недели, председателка да каже што ја 28 години во овој град си позарувам, позади собрание, ја видов, си доаѓа, си позарува, си купува, без гужви, без помпи, без новинари, без камери, торбичката става, си заминува. Би сакал него да го видам. Толку загрижен кај народот да иде да ги праша, се живеели од овој домат, се живеели од овие крставици, пиперки и така натаму, како оди земјоделието, како оди производството и така натаму. Мислам, знаеш на што мислам? Им даваш идеи сега да си направат пиар, може би утре ќе го видиме на пазар. Правам дистинкција. Да. А и добро, имаш право идеи. Па не, јас сум некој мотиватор, ја важам за некој мотиватор. Ако знаат каде е зелен пазар. Па мислам дека знаат. Нема до толку. Ти благодарам што беше на гост. Често беше моја. Особено на овој ден. Особено на овој ден. Да. Ти благодарам уште еднаш, ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас. Да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.